Деца питачи на речиси секој семафор низ скопските улици, извалкани и без соодветна облека на минусни температури во зима и на пеколни жештини во текот на летото. Жени со бебиња во раце, изнемоштени стари лица. Најголемиот број од питачите се роми. Наместо во училиште, според најновите статистики, околу 2000 деца дневно питачат по скопските улици. Тие најчесто се приморани од нивните родители со подадена рака да донесат некој денар дома. Не дај Боже. Тоа не просто ни мајка ми, ни татко ми, ниту ја, ниту моје дете. Еве, оние деца што ги гледате на семафорите што просат по секако. Тие деца што простат, криви се родителите. Сега ќе ви кажам искрено, пошто ја не знам да лажам, стара жена сум. Родителите од тука пијат, а децата простат. Това не е домаќинство. Да се разбере. Свесни се дека питачењето е прекршок за кој се одговорни родителите или малолетникот што проси, но вела дека тоа е единствениот начин како да дојдат до некој денар за да го преживеат денот во отсуство на помош или згрижување од државата. Децата што просат те зашто нема екзистенција од каде и мора да ги пушта децата, таква не е државата зашто не им помага државата прво на сиромашните тука. Нашите деца идат по канти, собират пластични шишина, идат да просат, бидејќи нема кај да одат, кои фабрики работат. Сите фабрики се затворени. Како сакат они да живееме? Како што живеат поединци наши роми и други народи по шатори таму да собереме пластика и да идеме да просиме и да крадеме ли? Па они самото го донесуваат ова за народот. Проблемот, велат, може да им го реши само државата, но тврда дека политичарите се сеќаваат на нив само пред избори. Ромите од старото пана, ние сме многу манипулирани од било која политичка партија, која доаѓа за време гласовите. Сите роми ги земат од ромите гласовите, а еден глас вреди многу значење. За детето треба да се купи, значи, алишта, кондори, значи, што треба за детето све основно. А од каде да земе? Со 12.000 што можеш да правиш? Со 1500 динари социјално 2 члена или 4 члена со 2000 ќе купи за дете една тетратка, на пример, да иде у школа, па не може да му купи едни чорапи со тие пари. А камоли каки да му земе мајци, спортски одела, патики, ова она, да иде таму, да има физкултура, ова она, ликовна уметност, да учи таму. Со тие пари не може ништо да му купи. Това е крива државата и владата. Тоа треба да стиде од куќа на куќа да види чие дете проси, чие дете нема од каде да живее. Или да ги земе да ги среди, или да ги помогне родителите со пари, со помош. Република Македонија со овој проблем се справува преку 4 дневни центри за деца на улица, 3 државни и еден управуван од Сдружение на граѓани. Децата влегуваат, поминуваат еден ден и веќе утредента се повторно на улица. Од првата детска амбасада Медјаши сметаа дека проблемот би се решил преку бесплатно предучилишно образование за децата што се во ризик нивниот труд да биде злоупотребен. Деца чии родители се социјално обесправени и живеат во социјален ризик. Едно дете вклучено во раните години во предучилишно образование ќе значи едно дете помалку на улица.